K15! Добар ден, господине. Можам да ве услужам нешто? Ти тука работиш, дечко? Да, тука. Абе, фина сликава за продавање или само онака за изложување? И па, чи ме стае навака за продавање? За продавање, а? Многу е добра сликава, да ви кажам. Многу се интересираат за неа, затоа што се работи за изузетно квалитетна слика, експресионизам. Нема потреба да ми кажувате такви работи, пошто јас се гледам. Колку пари е, кажи? 250 евра, е? Што рече дека е? 250 евра, тоа е многу ефтино. Што рече дека е? Експресионизам. Се гледа дека експрес тој работи на се. Колку? 200? 250 евра. Абе, добро, дечко. Ти да некој што не се разбира, боеш ова да му кажеш. Кај бе ова 250 евра? Во како некој прави калкулација за ова? Од кај ова? Господине, како да ви објаснам? Мислам, секоја слика си има вредност, авторот си одредува. Абе, ти авторот си одредува, ти, јас работа ми на пазар и трговија сум тата-бата. Ова е масло на платно, така? Колку има платно овде, квадрат нема, бе. Ајде идеме сега и ти одуќат за текстил, да видиш, дупла ширина ќе зеа платно, колку да ти е? Собот, најскупо, кашмир земи, 500 денара нека е квадрат, ама и не дупла се... ширина ќе да... Еве, 10. Боја колку? Колку боја да има овдека? Не се заебај, ја овде поише од кило боја нема отидено. Па ја дома со 2 кила цел стаго кречаме поликолор, не ме заебај. 250 евра, мислам. Ама не може да се спореде кречење со уметничко дело сега да... Види, сега... Што се и шајчињева ќе ми ги броиш? Што ја не знам колку шајчињева овде, 25-100 шајчиња нека има. Па кило шајки ти е 100 денара да е... Господине, погледнете ја сликата само како композиција колку е компактна. Ба, не бе, гледаме од преска, бе, сликата е убава, нема муа бе тука, ја не би правил да губа време со тебе него. Али 250 евра, мислам, башка гледаш што, од 2004-та. Оваа да била добра до сега ќе си ја продајал ти, што ти седи тука, немој мене ти е, бе. Колку е постара сликата, добива на вредност, тоа е старо правило, сега, немојте... Слушај, сега да некој да субодулица, па да ми кажеш ти тоа за вино е, бе. Па ја некни купивме од 2001 да биро маси тие што се пастрмките, за малце ки се испотруевме дома, не ме заебавај ти. Абе, ајде сега, да сум лаик, да те разберам сега, немој мене тие што се, јас сум бил и на запад, немој. Не се работи за никакви што си. Авторот одредил цена. Секој за себе си ја знае својата цена и јас не можам тука сега да... Ти не си авторот? Не, јас да продавам сликата само. Што се, бе, ја неам толку пари, сакам да ја земам, неам, имам 100 евра. И 100 евра ти се многу. Не знам, ќе да земам цела или сакаш да ја сечеш на парче? Да речеме да го земам само... Не. Шо, и да видиме што е вредно. Не се прави тоа така. Какво парче? Какво парче? Од рибава, коскава, не го земам, лубеници веќе ти ги земам, овој дал да ми го даеш, само со лубеница, што? Господине, тоа не е лубеница, тоа ако е тоа лубеница, тогаш ова треба да е геврек, така? Па да не е геврек. Лубеница и геврек, мислам, се прехранбени производи, тој пробида и рок. Господине, тоа е месечина, ова соти не се продава така на парче. Слушај, батка, ти лубеница, сега мене не ми кажуј, секој си ја гледа како сака. Лубеница, и сега башка зимно време сте и набиле цена, ќе ми ја продаш кава, не ја купуе, мене ка седи, да видам баш дали ќе ја купи, ќе доам летос, како ќе паднат цените на лубениците, па да видам. Баве трговците, ама мислиш така, јас сум некој бујаш, мене ке ме, а ти. Сакате после у Европа. K15!